600 метри квадратни изградил штипски бизнисмен на државно земјиште. Бил пријавен откако објектот бил изграден, а недолго потоа штипското обвинителство му поднело кривична пријава. Обвинетиот во текот на месец март 2017 година на земјиште собственост на Република Македонија, спротивно на законот за градење, без одобрение за градба, без заверена техничка документација, извршил доградба на постоечки деловен објект. Стои меѓу другото во обвинителниот акт. Не многу подоцна, младиот бизнисмен застанал и пред судот, каде во целост ја признал вината, соработувал, изјавил кајање и ветил дека делото нема да го повтори. Имајќи го сето ова во предвид, судот очигледно бил милозлив, бидејќи обвинетиот бил условно осуден на 1 година затвор за период од 2 години. Давајќи оценка на олеснувачките и отежнувачките околности, судот смета дека во конкретниот случај со изречената алтернативна мерка условна пресуда ќе се оствари и кривично правната заштита и може да се очекува дека самото предупредување се закана на казна доволна ќе влијае врз обвинетиот повеќе да не врши кривични дела. Стои меѓу другото во судското образложение. Во меѓувреме, неговиот објект не е легализиран, но не е ниту срушен, ниту конфискуван, како што предвидува законот. Тоа е во функција на неговата намена и се тече како ништо да не се случило. Но 4 години подоцна, овој штипски бизнисмен, доколку нема други предмети и пресуди, категорично смета дека е оштетен и дека метла од најголеми размери во судството треба да се примени и тоа итно. Дава подршка на иницијативата Стоп за криминалот и неправдите во судството и бара средба со Заев, Маричик и останатите државни фактори. Кои се конкретните причини, образложение нема, но доколку ги има, телевизија Стар за обзнанување на неправдите на располагање му стои и на него.